ти велам јас... Што реков? Рече внучето. Така, внучето внучето мое глушец видело и престрашено да бега летнало. Помош, страшило, леле. Го дочула бабата стара, се затрчала долг прат да бара. Леле, во шупата ни влезе теле. А дедото што дремел в соба, на носот очила си кладе. Што велиш? Кој Владе? Не Владе. Дедото на носот очила кладе. Каде е крадецот, каде, а? Каде? И после? Рече нешто? Прашав и после. После. А после внучето видело јасно, па викнало силно и гласно викнало. Се сокри под старата печка. А бабата соба се пикнала, па силно преплашено викнала. Леле, не нападна мечка. А внучето по баба си рипна, па збунето зачудено викна. Бабичке, што зло се сторило? Синко. А дедото најтврд на уши, снемоштен пред прагот се сруши. Ей, луѓе, куќата гори, луѓе! И ти велам, ме слушаш ти мене, Ме слушаш? Слушам. Па слушај. Слушам, со двете слушам, ама на ниедно не дослушувам. Како да рече нешто, Реков дека соседите што се това најдобро не го сватија, по милиција пратија. Разбираш? Ало! Слушајте, ви сообштуваме од наша страна. Од наша страна де? Ви сообштуваме од наша страна, во нашата улица тепачка стана. Ало, бргу овде да се створите, ало. И тепачите ве молам веднаш да ги затворите. Ами што? Ами како? Така де. А како милицијата село ова го сватила? Знам, никому не му е јасно. Одговорила само... Јасно, добра ноќ, веќе е касно. Да видиме. Да, веќе се јасно. Светот најсладко што е, а сонот малечко мое. На светот најсладко што е, а сонот малечко мое. Сонот разни сказни плете, сони дете, разни дете. Глеј стојанче сладко спие,
ste me